Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Само Божиот збор. Тоа е денешнава тема. Многу луѓе во историјата се дрзнаа, па и денес, да додаваат или одземаат од писмото, кое го имаме како единствено мерило за нашата побожност. Зборот побожност значи дека некој оди по Бог, го следи и ја извршува неговата волја. Освен Библијата, немаме потреба од преданија, од црковни отци и било какви други нивни списи, кои би ја надополнувале нашата побожност. Што се однесува за преданијата? Апостол Павле вели, држете се до преданијата. Ова не упатува на дарежливоста на самото Евангелие и во духот на важноста на она што треба да го знае и прифати црквата. Кога велам црквата, тоа е Христовата црква, наново родена која стои на вистината. Но, зборот предание подразбира целокупно христијанско учење, како усмено, така и писмено. Важно е тоа дека учењето се предава од еден на друг човек, а основно е тоа што првобитно доаѓа од Бог. Евангелието кое се пренесува нема човечки извор, за да може некој да го интерпретира на свој начин и со своји мисли. Тоа е исто како некој амбасадор да се дрзне дрско да работи противно од својата државна политика и да застапува индивидуална на штета на својата држава. Па затоа, во таа смисла, може да се каже, како што се отврлаат решенијата на сите собори во историјата, така треба да се отврлаат и самите преданија, ако не се во согласност со Светото Писмо. Апостол Павле го употребува зборот предание во своето учење заедно со проповедањето и посланието. Една напишана работа која влече корени и се предава со векови, не може да биде основно правило на верата. Клучната представа во врска со поимот предание е дека не смее да се постави некој авторитет надвор од самиот учител, односно Христовото учење, и да се изрази вистината упорно истакнувана од епископот или кој да е црковен водач со своји мисли и расудувања, спротивно на Божјото учење. Зашто Евангелието нема човечки извор, така што и проповедникот, епископот, нема слобода со своји мисли да го измени она што го примил од врховниот авторитет Бог. Зашто во тој случај Божиот збор нема да биде Божјо специјално откровение, туку интерпретирано со рема, човечки збор, наместо логос, вечниот Божи збор, кој е чист и даден од Бог и кој стана тело поради нас. Затоа, ниту еден грешник, човек, роден во Адамовиот грев, не смее да додава човечки зборови, преданија, кои се косат со Божјото специјално откровение. Писмото или Библијата забранува верување или подчинување на историјата. Зашто вие, оставајќи ја Божјата заповед, го држите преданието човечко, вели Господ Исус Христос во Евангелието според Марко 7 глава и Матеј 15 глава. Зошто Исус ги прекори јудејците? Затоа што тие на свој начин, преку нивни рабини, на законот закон додаваа и тешки бремења им наметнуваа на луѓето. Библијата предупредува: браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, според човечкото предание, според стихиите на овој свет, а не во согласност со Исус Христос. Знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од вашите татковци, пишува и апостол Петар. Црковниот татко или отец, како што некој сакаат да го наречат, Тертулијан, самиот признава дека христијаните примеле многу обичаи што немаат свој извор во Светото Писмо.
Светите отци, така наречени, ги отфрлале преданијата во почетокот од христијанството. Например, свети Јероним вели: измислените нешта под името апостолски преданија, без власт и сведоштво од Светото писмо, да бидат удрени со Божјата сабја. Атанасије вели: престанете да го тврдите она што не е запишано. Божите книги се доволни за добивање на секоја вистина. Преку устата на пророкот Исаија е речено: допрашај се до законот и откровението. Ако некој рече дека не е така, тогаш за нив нема светлина. Пророкот е јасен и дециден, дека само Божјото откровение е меродавно за вршење побожност, која треба да остане мерило во сите векови и за сите христијани. Ние како христијани и секој човек има потреба само од Божјиот збор, само од Библијата. Зошто? Во Стариот Завет изразот зборот Бог, или како што се нарекува оригинално на еврејски давар, се употребува 394 пати. Зборот во себе содржи небесна порака и доаѓа исклучиво од Бог, кој се испраќа преку Божите слуги до народот во вид на заповед, пророштво, предупредување или охрабрување. Изразот или фразата е и дојде Господовиот збор, или буквално речено беше збор или кон. А во некоја друга форма на Божја објава, тоа е облик на визија, како што е запишано во Исаија, во Амос и во други пророчки книги, видение Господово. Божјиот збор е откровение на Божјата личност и има власт од Бог. Во него треба да се взираат ангелите, луѓето и сите Божји созданија. Библијата вели: благословувајте го Господ сите негови ангели, вие мокни во силата, кои го исполнувате неговиот збор, послушни на гласот од неговото слово, неговиот збор. Тоа е во Псалм 103. Божјиот збор е вечен и никогаш не се враќа празен. Тој во вистинско време ја извршува својата задача за некоја цел. Пророк Исаија вели: тревата се суши, цветото венува, но зборот на нашиот Бог останува довека. Тој Божи збор е и синоним на Божиот закон, Тора. Кога е закон се однесува како напишано, а не како изговорена порака. Закон се смета 5 книги на Мојсеј. Во Новиот Завет збор се преведува со 2 збора, логос и рема. Логос содржи Божја порака и преку него се проповеда Христовото Евангелие. И се вели: се собраа мнозина така што немаше веќе место пред вратата, а Исус им го проповедаше зборот. Евангелие според Марков, 2 глава, 2 стих. Иако може да се каже дека и рема го има истото значење, сепак се прави разлика, бидејќи логос има и некои други значења. Тоа значи збор, јазик, откровение, говор, тема, учење, проповед, дури и вечност. Во граматиката зборот значи говор со завршна цел. Во реториката тоа значи правилно поставен збор, подреден. Во психологијата на стоицизмот логос се употребува за да се истакне божествената сила која се јавува во Вселената и му се придодава единство, целина и смисла на постоечкото. Но, за разлика од сето тоа, во Новиот Завет има посебно значење и сака да се нагласи дека човекот живее и екзистира само преку тој збор. Еве ги зборовите на Господ Исус Христос. А тој одговори и рече: напишано е: човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Хранејќи ја душата од Божиот збор, човекот ги придобива сите Божи квалитети, кои му се неопходни за живот и за правилно однесување кон него и кон неговите созданија.
Секој отфрлање на Божиот збор е исто како да си го отфрла човекот сопствениот леп, преку кој треба да обстане. И затоа Библијата го повикува човекот да внимава на тој збор, зашто е негов живот. Се поминува и се семенува, но Божиот збор останува вечно. Читај, моли се, барај и Бог ќе те благослови преку неговиот збор, а твојата душа ќе биде неизмерно благодарна што си го нашол изворот на својот опстанок, зборот. Псалмистот вели: надевај се на Господ и прави добро, живеј на земјата и храни се со вистината. Зашто Божиот збор е жив, делотворен, поостар од секој меч, остар од двете страни, и пронижува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и мозокот, и ги испитува мислите и намерите на срцето. Тоа е запишано во Евреите 4 глава 12 стих. Да, Божиот збор допира до длабочината на човековото битие и го разоткрива неверието и се што е против Божјата волја. Зборот што се употребува е истиот збор логос, како што е во оригиналниот текст, за кој апостолот во Евангелието според Јован 1 глава 14 стих запишал дека зборот или логосот стана тело. Тоа е Господ Исус Христос кој се отелотвори. Но тука апостол Павле зборува за напишаниот збор, за Библијата, кој има делотворна сила и дејство да ги менува човечките срца. Тој збор е жив збор. Се менуваат културите, обликот на светот, мислите на луѓето. Еволуираат, но Божиот збор е жив и не застарува. Тој е делотворен, секогаш е исполнет со енергија и сила и не може лагата да обстои пред нејзината делотворна моќ. Тој навлегува, има продорна моќ, остро сечило од двете страни. Тој збор, бидејќи е жив, разделува душата и духот, се два невидливи и нематеријални делови во човековото битие. Тој ги разделува душевните и духовните нешта во човекот и точно знае што се случува во самото битие. Тој збор ги испитува мислите, дали мислите се во согласност со вистината или со лагата, и го разоткрива срцето. Неговите желби копнежи не се скриени. Вечниот Божи збор знае се, ги пронижува најскриените тајни на луѓето и може да ги одвои вистинските верници од лажните, интелектуалното од духовното. Му благодариме на Господ за неговиот збор, Библијата. Слава ти, Господе. Амин.